Почитувани мои сограѓани, конечно дојде време во општина Кисела Вода да се надополнат изгубените 4 години за нашите сограѓани. Изминативе години, нашите сограѓани заборавија што значи да се има ефикасна општина, општина која ќе реализира проекти, општина која ќе се развива според план, а не според бизнис интересите на поединци. Не би говорел повеќе за неуспесите на актуелното раководство на општината, бидејќи тие се веќе завршена приказна. Мене поважно ми е, но и на сите мои сограѓани со кои се среќавам, што и како после изборите во октомври. Изминативе неколку денови посетив неколку населби и населени места во нашата Кисела Вода и се сретнав со стотици граѓани со кои разменивме нивни проблеми, но понудивме и наши предлог решенија. Од тука, пред да ја финализираме програмата, би сакал да напоменам неколку клучни работи за нашата Кисела Вода. Ќе понудиме и реализираме рамномерен развој на општината во секое населено место. Канализационите и водоводните системи во населбите, каде што ги нема, ќе бидат највисок приоритет на мојата листа на проекти, бидејќи се основни услови за живот за моите сограѓани. Дотрајаните, ископани и фушерајски направени улици ќе ги уредиме и реализираме според стандарди, наместо да гледаме асфалтирани улици каде што има двојно помалку асфалт од стандардот. Ќе понудиме и надополниме нови капацитети за сместување во градинките, односно ќе створиме нови со што ќе решиме долгогодишен проблем на граѓаните кои имаат дечиња за во предшколска возраст. Ќе понудам и реализирам спортски катчиња и игралишта, кои ќе бидат од особено значење за секоја наша населба, бидејќи сега и актуелните се дотрајани и не се одржуваат за жал. На неколку локации ќе понудиме неколку крупни проекти за јавно-приватно партнерство, кои ќе треба нашата општина да ја вбројат во една од најмодерните и најурбаните општини во градот Скопје. За крај, почитувани, иако листата е долга, морам да потенцирам дека како досега, така и во иднина, јас секогаш ќе бидам на страната на граѓаните и нема да дозволам неконтролирана бетонизација на населбите и на нашата општина, односно градење без план и силување на нашите населби како што се случува во моментот. Ова, почитувани, е само дел од областите на кои што ќе се фокусирам, но е премногу малку набројано од она што ќе биде во програмата која што ќе ја реализирам во наредните 4 години. Затоа, очекувајте ме во секоја населба, секое мало и ќе видите што се имам да понудам заеднички да реализираме како проекти во идните 4 години. Ви благодарам.